Почитувани лица со попреченост, тоа е едно можеби од едните термини кои се користат за лица кои имат одреден проблем. Почитувани членови на здруженијата, носители на здруженијата, почитувани медиуми, заменик министер, почитувани представници на Министерството за труд и социјална политика, колеги пратеници, почитувани граѓани. Јас немам зборови со што можам да ви дадам утека на вашиот проблем, на вашата судбина, на вашиот момент. Животот кој го живеете 24 часовно неопислив и не можам да го разберам. Нема да го сватам затоа што сум право лице, израснат во таква средина, меѓутоа имав можност, прилика да видам луѓе кои се соочуваат секојдневно со проблеми кои ги знаете само вие. Додека не почнав да носам наочари, не сватив колку било проблем да не можеш да читаш и да се случуваат проблеми. Со еден мал проблем, а кој го решавам со ова. Не знам и дали ќе можеме, не знам дали досега направивме нешто за вас, дали можеме понатаму да помогнеме, меѓутоа ќе мораме сите заеднички да се обединиме во однос на овој проблем, на лицата со попреченост, на нивните потреби. Меѓутоа, за жал, и ние како собрание, почитуваната, ви го забравив името од Куманово, рековте дека ни пристапот во собранието не е во ред. Ние имаме интерпартиска парламентарна група, јас сум подпредседател на таа интерпартиска парламентарна група. Туку имаме лице со попреченост кои ние немаме соодветни услови за да може тоа лице да седне. Немаме такво столче кај што можеме да ја удостоиме да може да го користи. Пристапот и можноста на тие лица е евидентен во сите институции во целокупното живење на Република Македонија. Сериозен е овој проблем и мислам дека ќе се обединиме во тоа да го решиме. Јас би сакал само, ако ми дозволите, пред да кажам, имам повеќе да зборувам денес, и ако ми дозволите, би сакал да спомнам едни момчиња. Покрај сето ово што се случува и секојдневните проблеми, би сакал да ги спомнам од специјалната Олимпијада на Македонија. Ардијан Шабани со освоенето сребро и бронза на 25, односно 50 метри на атлетика. Марија Мицковски со злато на 25 метри, злато на 50 метри, грбно и слободен стил. Стефан Трпковски, злато на 50 метри, слободно во пливање. Сара Дурако, ако не е грешка името во атлетика, бронза на 100 и бронза на 50 метри. Јулијана Петровска, второ место во латино танци и бронзениот медал на кошаркарите, на учесници на светските олимписки игри во Абу Даби. Зошто го кажувам ова? Затоа што пораката што ги следев цело време нивните настапи вели вака: кај што многумина гледаат попреченост, ние гледаме шампиони. Тоа е порака од олимпијците кои беа во Абу Даби и ја представија Македонија во најдоброто светло. Лица кои се борат секојдневно да се докажат себе си, да се докажат во јавноста дека ги има и дека постојат. Меѓутоа, степенот на човечки развој во едно општество, па и во нашето, се гледа и кон односот кон лицата со попреченост. Меѓутоа, за жал, нашиот степен на развој се уште е далеко од тие стандарди кои треба да постојат. Најмалку е да треба да искажеме жалење и да ви дадеме почит за сето тоа што го правите. Меѓутоа, јас би сакал да потсетам една работа, што всушност овој закон опфаќа. Меѓутоа, за волја на вистината, бидејќи овие 2 дена се искажаа многу работи, би сакал да потсетам дека не направивме многу, меѓутоа да потсетам бидејќи имаше малку несериозни обвинувања, нема да ги повторам кои и како, со десетина проекти кои малку од малку помогнав, бидејќи јас сум 8 години пратеник во овој парламент, искрено се трудевме да помогнеме колку можеме. Меѓутоа, има работи кои треба и во тек и сега да ги имаме најидеалните решенија, за неколку време, за кратко пак ќе се бара и други стандарди и услови. Јас би сакал да потсетам дека во мерот допомена од периодот 2006-2016 година, заради подобрување на животниот стандард, подобрување на условите за живот и намалување на социјалниот ризик на примателите на социјална парична помош,
ја зголеми во просек од 69%, додека постојаната парична помош во просек беше зголемена 68%. Планирано беше изголемување на социјалната парична помош и на постојаната парична помош за околу 10%, односно истите ќе беа зголемени за вкупно 50% во период од 4 години или досега минимум 20%, доколку ние останавме на власт. Како што рекол, 2006-2016 година е зголемена таа помош. Зголемувањето на паричниот надоместок за згрижување на деца без родители и родителска грижа, паричниот надоместок за згрижување на деца без родители и родителската грижа во зависност од категоријата 2006 изнесуваше помеѓу 6.500 денари до 8.000 денари. Висината на паричниот надоместок во јуни 2015 година го зголемивме за 25% и изнесува помеѓу 8.125 денари и 10.625 денари. Отписот на долгови на граѓани од ранлива категорија. Исто така една мерка која сметам дека помогна. Условените парични надоместоци, само да повторам дека отписот на долгови на граѓани од ранлива категорија беше околу 30 милиони евра и ги опфаќаше разни категории на лица. Условените парични надоместоци овозможена е поголема финансиска помош преку обезбедување на условен паричен надоместок за средно образование кој се исплаќа на ученици кои редовно посетуваат настава и се од домаќинствата корисници на социјалната парична помош. Не е само тоа, ми сакам да споменам и заштитата на енергетската сиромаштија кој во овој закон се менува. Тоа беше една можност да им се даде на тие лица што се социјално загрозени во текот на цела година да им се одбиват одредени средства, се почна со некаде ми се чини 500 денари да стигне до 1000 денари и сега веќе со новиот закон и тоа дел се крати, значи само зимските месеци ќе ја има таа можност. И тука мислам дека не е во ред. Нешто што е веќе имало можност зошто да се укинува. Вработувањето на 1600 лица во јавната администрација како мерка, проект за лица со социјална заштита, социјална помош, исто така беше една мерка која на некој начин малку од малку помогна на некој лице за да може да дојдат до некоја подостоинствена работа. Закон за социјално претприемништво, донации за најсиромашните, отворени денови за корисници на социјална парична помош, Подри од срце, Подри книга акција, бесплатни спортски тренинзи за деца социјално загрозени семејства, од дете за дете, донесена национална програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, донесена до 2010 година, се извинувам. Национална стратегија за намалување на сиромаштијата, закон за превенција, спречување заштита од семејно насилство. Тоа почна да се имплементира 2015. Советувалиште за брак и семејство. Се отворија дисперзирани оделенија за центри за социјални работи, Пекчево, Липково, Ранковце, Македонска Каменица, Долнини, Маврово, Ростоши, Новаци, Чашка, Пробишти, Злетово, Босилово, Богданци, Стари Доридан, Зрновци, Центар Жупа, Блешево. За жал, Министерството за труд и социјална политика сега кога дојде ги укина грантовите за отварање на приватни детски градинки. Меѓутоа, за разлика од тоа, ние во тој период 2008-2017 година се отворени вкупно 87 објекти за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст. Зошто го кажувам ово? Законот за социјална заштита го уредува системот и организацијата на социјалната заштита, правата од социјалната заштита, финансирањето и постапката на остварување на правата од социјална заштита. Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за спречување и наминување на социјалните ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита. Под социјален ризик во смисла на овој закон се подразбира ризици по здравјето, болест, повреда и инвалидност, ризици на старост и старење, ризици на еднородителско семејство, ризици од невработеност, губење на приход за издржување по основ на работа и слично, ризици од сиромаштија, ризици од друг вид на социјална исклученост. Значи, ова е толку обемен закон и опфаќа лица кои на некој начин индиректно се вклучени, имат проблеми, лица кои се директно засегнати и овој закон опфаќа 10 до 15% од вкупното, според информација што ги добив од здруженијата, 10 до 15% во Македонија се лица засегнати, а тоа е 1000 до некаде 270 лица кои се засегнати со овој проблем. Страшна е бројката. Само еден податок ќе ви кажам. Имаме страшно иселување во Македонија. И ако овие 2 години
има некоја информација дека стотини или лица исели на Македонија не се вратиле. Тогаш колкав е процентот, и претходно имаше иселување, тогаш колкав е процентот на такви лица во Македонија? Колку лица во моментов имаме ние процентуално? Колку се тие работоспособни да одлучуваат и колку фамилии се засегнати со целиот тој проблем? Како што реков, овој закон е многу сложен и можеби треба да се разграничи, односно едно е лицата кои немаат имот, немаат средства, не можат да се снајдат, немаат образование, социјално загрозени од други причини. А тука имаме лица кои имат хендикеп, имат попреченост, имат нешто што и да сакат не можат да го направат. Индиректно ја врзува целата негова фамилија и можеби треба да се размислува да се направи нешто повеќе од тоа. Не сакам да биде политички. Направивме толку колку што можевме. Не беше идеално. Меѓутоа една работа. Бевме критикувани и мораше власта да најде начин побрзо да реагира. 5-та година од кога е на власт Социјалдемократскиот сојуз. 2015 година имавме техничка влада со представник во Министерството за труд и социјална политика. И 16-та, 17-та и 18-та веќе официјално имаме министри. Ова е 5-та година. Така да не треба да се зборува дека некој некому пречил за да го донесе овој закон. Значи, реално ви кажувам, не сме идеални, не направивме секако што треба. Меѓутоа, ако земеме во предвид вложувањето не само во овој проблем, државата мораме да гледаме поинаку. Вие го имате вашиот проблем, разговараме денес за тоа. Меѓутоа, ние како група на граѓани, ги имаме и земјоделците, ги имаме и спортистите, ги имаме граѓаните од култура. Ние мора да водиме сметка за сите. И ние сме на некој начин и како пратеници дел од целиот тој систем. Имаме, значи така треба да ја гледаме државата. Меѓутоа зборуваме за вашиот проблем, тука треба да направиме. Меѓутоа да се впери прстот во некого дека не направил нешто, а тука гледаме дека имаме разногласие, имаме едноставно недоверба во ова што се носи. Еве, кажете ми вие како јас да гласам. Еве, кажете ми, јас не знам, после ова сега што го слушав, не знам. Едната страна ми вика идеален е законот, другата страна вика не. И тука поделен се. Како да не направам грешка? Еве, сакам да бидам искрен према вас. Идат луѓе викат морате да застанете и да го сопрете законот. Ние не можеме да го сопреме законот. Законот беше донесен, предложен 26.12.2018 по редовна постапка. Влезе во друга комисија и до ден денес не излезе надвор од тоа. Со пуштањето на нова комисија, ние веќе и по реакција на огромен број на здруженија, кај што реагира, велеве, молиме, немојте, кажете, предупредете. Гледате дека во државата многу работи поминуваат, не могме сме да ги решиме. Идејата беше преку јавна дебата да ги извадиме на површина работите, да видиме што има проблем, што сме ние направиле, ако е грешка да ги тргнеме тие проекти, сето што е добро да се задржи и да се воведат нови работи. Имаме огромна бројка на лица што се засегнати и различни проблеми. И така да не треба да се брза со нешто. Што му значи да се почека неколку дена, еден месец? Што значи? Јас искрено мислам дека почитување, немој да ме сватите погрешно, сето игра за предизбори. Кому да се додвориме? Дали треба новија лица со сета мака што имат во животот да им се додвориме на нив? Нека помине другиот месец, нека поминат изборите. Дај да седнеме да го решиме проблемот како што треба. Јас реков, во ова не треба да има политичка игра, не треба да има политика, не треба да има партиски работи, не треба да има ништо. Ова е граѓански проблем на лица со попреченост. И ако не го направиме тоа така, ќе имаме сериозен проблем. Јас не би сакал да ви го одземам правото и на остратите колеги да кажат. И кога со колегите на некој начин се случи да се повлече законот, не да се тргне, да се побара проверка на него, јас мислев дека може би има спас за Македонија. Заедно со колегите од Социјалдемократскиот сојуз, од ДУИ, од БЕСА, од Алијансата, од ДПА, ВМРО да помene со сите коалиции социјалистички, да не ги набројам помалите етнички партии, ние изгласавме дека да се повлече со намера тој закон да се доуреди. Не се враќа со побрза постапка да се решава сега од денес за предизбори. Јас знам дека почитуваната Мила Царовски денес со информација писмена не информирала дека
ги бара поддршка од партиците. Ние стопираме поддршката. Меѓутоа мислам, може би е оправдано отсутна, требаше да биде тука. Верувам дека ќе гледа и ќе ги сослуша сите забелешки. Нема да навлегувам во тоа што ви треба или не ви треба. Вие знаете што ви треба, кажавте. Јас имам само до мене 5 писма од здруженија со забелешки. Огромен број. Ќе се потрудиме сите ваши забелешки да ги амандмански преточиме, да ви ги доставиме до вас, да ги доставиме до колегите пратеници, до Комисијата за труд и социјална политика, ќе ги оставиме на увид на Македонија. Има во законот и некои работи што се добри, не велам не, ги поддржуваме тие, меѓутоа бараме дополнување на сето ова или на начин на кој можеме да го решиме понатаму и за да овие луѓе барем малку од малку добијат минимум почитување, за да можат барем да бидат испочитувани. И јавната дебата е добра што се случи. Јас благодарам на сите што учествувавте, без разлика на нивниот став. Се надевам, би кажал неколку работи уште за на крај, се надевам дека ќе дојдеме до тој степен на човечки развој, каде што малку ќе се надминеме, ќе мислиме дека не сме само ние здравите на овој свет, дека има и други луѓе, дека има други проблеми, секојдневно се соочуваат, 24 часово се соочуваат. Меѓутоа, сметам дека треба да се направи закон со кој лицата со попреченост прво ќе имат сигурност дека се граѓани во оваа држава, дека некој мисли на нив дека Македонија е мајка, дека не треба да се плашат дека ќе бидат згрижени, да имат социјална, финансиска помош, здравствена помош, да не се плашат дека нешто ќе им се случи, да бидат едноставно уплашени ако не дај Боже нешто им се деси, а тие секојдневно 90% се опфатени со потреба од здравствена заштита од лекарства. А да не зборуваме и лекарствата колку беа поевтинити. Ќе треба да се направи во текот на целиот нивни живот поддршка за достоен живот за самите лица и за самите фамилии, стамбена сигурност. Знам дека во моментов немаме пари, многу е полесно да зборуваме од одделна опозиција. Бевме и власт, дававме одредени мерки, не ги завршиме до крај идеално работите, меѓутоа, за овие работи и за икс други слични на овие теми, треба да речеме, нити во програмата не треба да стои, јас ќе излезам и ќе го решам проблемот на некој со церебрална парализа. Кога? Кажете ми како. И да излезам пред таа мајка да речам, чекајте, тоа дете ќе го решам јас, како ќе го решам? Не е фер. Затоа, ние ова треба да го исклучиме и ваквите јавни дебати. Не 2 дена, 20 дена да требат. Да ги слушнеме сите луѓе. И последниот поединец. Не треба да ги генерализираме работите дека решаваме 70-80%. А тие 20-30% знаете ли колку се? Еве рачунете ги од 300.000 луѓе. Приближно 100.000 луѓе. И тоа е, ама 7 да се решава. Огромна е бројката. Нити ми е политички, нити тоа. Имав можност да учествувам на неколку семинари за лица со попреченост. Вклучен сум комплетно веќе неколку години преку интерпартиската парламентарна група. И искрен сум во намерите, најмалку што можам да направам, ги слушнав овие 2 дена и претходно да ги имам информациите, да ги преточиме во амандмани, ќе се потрудиме да ја убедиме власта да ги прифати. Меѓутоа, не знам до каде ќе оде работата, затоа што се случува еден проблем, сега имаме избори, во среда е седницата, треба да се закаже дополнителна комисија со амандманска расправа, имаме многу точки и јас се надам дека барем малку од малку ќе можеме да исправиме со сета почит наречеме на и позитивните работи што се во законот, не навлегувајќи во сето тоа. Нема да навлегувам во детали, јас ви благодарам на можноста да бидам дел од вас. Тука стоам да располагаме без разлика на се, не дека ние сега не сме власт и сега многу ве сакаме, тие се виновните, не така. Меѓутоа, ќе се потрудиме со амандмани да помогнеме. Мислам дека ви треба помош за да можеме да добиеме попродуктивно општество и општество кое ќе биде прифатено за сите. Благодарам.